Океј. Денеска започнуваме една нова серија која се вика Теми од Стариот Завет. И ќе зборуваме за теми кои се наоѓаат ова што се вика меѓузаветен период. Знаете, има Стар Завет, има и Нов Завет. Помеѓу Стариот и Новиот Завет има период околу 400 години, прилика помеѓу Стариот и Новиот Завет. Сега, ние ќе зборуваме за еден период кој е помеѓу што се случувало во времето на Израел, што се случувало во местото каде што е Божјата објава во текот на овие години. Инаку, некаде Стариот Завет завршува со вавилонското робство и почетокот на излегувањето од тоа робство на израелците од Вавилон и враќањето кон израелската земја. Прилика тука некаде ние ќе се здржиме во тој период, каде израелците се враќаат од робството. Во оваа кратка серија ќе зборам од книгите на Езра, Неемија и Естир. Јас баш овој период ги читав овие книги и Господ многу ми зборуваше, пошто верувам дека без разлика на тоа што книгите се наменети за една популација која не живее на овие простори, Божјиот збор е таков, има една универзална применливост, затоа што Божјиот збор е жив и зборува на секој еден од нас. Кога читаме, баш минатава недела зборував на темата која зборував на Срцокрет и спомнав дека прв пат пред 20 години, кога Господ за прв пат ни зборуваше така преку Божјиот збор, преку Библијата. Знаете, Библијата обично слушаме дека треба да читаме и така натаму. Ги слушаме тие препораки. Библијата е добра за читање. Ја читаме и така натаму и така натаму. Има прекрасни правила, има прекрасни упатства за животот, објавењето му Божјата, напишана е Божјата објава за човештвото. Но пред 20 години за прв пат кога читав Евангелието според Марко, Бог онака лично мене ми зборуваше преку Божјиот збор. Не беше само тоа приказна која е поучлива, која е, не знам, тука едноставно знам дека Господ мене лично ми зборуваше. Јас верувам дека секој еден од нас, ако посветиме малку време на читање на Божјиот збор, и ако посветиме малку време на молитва, како еден стар познат пријател, кој можеби го немаш слушнато многу време, за прв пат кога ќе чуеш на телефон, без да го гледаш ќе го препознаеш затоа што му го познаваш гласот. На еден сличен начин ќе почнеш да го препознаваш Божјиот глас, како зборува преку Библијата, како зборува преку молитвата, како зборува во твоите мисли. Само треба да дадеме време, треба да бидеме достапни. Тоа е една од поуките кои имав ова недела и со моите деца зборувавме дека единствено тоа што Господ бара од нас не е да бидеме најспремните, не е да бидеме најкомпетентните, туку да бидеме достапни. Тоа го бара Господ. Се сеќавам дека со Филип еднаш во Африка седиме таму во џунглата, си седиме, пиеме кафе и размислуваме, викам, Филип, баш така, седнаме буквално размислуваме, викам, што правиме ние туку во Африка? И јас и ти од Македонија, што правиме туку во Африка ние? Едноставно зборувавме и заклучивме дека не дека сме најкомпетентните, не се работи за тоа, не дека сме најдобрите, не се работи за тоа. Туку во одредени моменти ти се направиш достапен за Господ и Господ ќе те употреби. Тоа е најважната работа. И верувам дека во денешната приказна за Езра, како прво тој бил достапен за Господ. Навистина, се направил достапен за Господ и Господ го употребил. Но Господ не само што видел дека Езра е достапен, туку Господ него го способил да заврши една неверојатна работа. Ќе читаме дел од она што се случува и ќе го погледнеме поширокиот контекст на ова што ќе го прочитаме сега. Ќе читаме од Езра, 8 глава, 21 до 23 стих. Ќе ве замолам да станете да го читаме Божјиот збор. Тој моментот кога Езра со својот поход, со својата експедиција доаѓа до реката Ахава и таму застануваат и еве Езра што прави во тој момент. Вели, тогаш објавив таму пост при реката во Ахава, за да се смириме пред лицето на нашиот Бог и да измолиме од него успешен пат за себе, за децата своји и за целиот имот, бидејќи ми беше срам да барам од царот војска и коњаници да не чуваат од непријателите по патот, зашто ние, кога зборувавме со царот, рековме, раката на нашиот Бог е благодатна за сите, а силата негова и неговиот гнев стои над сите што го оставаат. И така,
ние постевме и го молевме нашиот Бога за тоа и тој не послуша. Амен. Амен. Повелете седнете. Со оваа серија малку правиме преглед на Стариот Завет, да научиме некои теми од Стариот Завет. Има еден христијански проповедник кој вика, ако не ги читаме пророците во Стариот Завет или ако не ги читаме старозаветните книги, кога ќе отидеме во небото може да не биде малку незгодно. Ќе дојде пророк Агеј ќе каже, како беше мојата книга, ти се допадна ли? Каже, чекај, која е твојата книга? И може да биде малку незгодна тишина да се појави помеѓу тебе и пророкот Агеј. Така да читате го и Стариот Завет, тоа е многу важно. Кој е Езра? Кој е Езра од Стариот Завет? Езра, освен книгата Езра што е напишал, кој имаме во Стариот Завет, се предпоставува, некои сколари мислат дека ги има напишано и книгите прва и втора летописи. Во Библијата, ако ги читате, веројатноста е голема дека тој ги напишал и тие две книги. Од тоа што го читаме за него, тој е голем учител на законот Божи и е познат по својата професија, не само во израелската заедница која е во Вавилон, кои го знаеле, кои го познавале Езра, туку му е познат дури на царот. Затоа царот, тој што го праќа таму Езра, Артаксеркс, го одбира Езра затоа што знае дека Езра не само што е израелец, тој е способен да го прави тоа што треба да го прави. Како што кажа, добро е познат на царот Артаксеркс, од кого добива уствари огромна почит. Еден од најзаслужните ликови за обновата на Израел после вавилонското робство. Ако читате историјата на тие некои блискоисточни народи таму, израелскиот народ е единствениот народ кој после вавилонското робство доживеал обнова. Ниеден од тие народи кои живееле на тој простор таму, после вавилонското робство обстојуваат, ги снемуваат. Ниеден. Вавилонците остануваат, а Сирија останува, окей, ама тие биле царството. Другите помали народи, никој не останува. Единствено Израел. И тоа според историчарот Том Холанд, тој вели самото тоа по себе е чудо, како Израел успел да обстои како народ. Не само во поглед на физичката обнова и изградба на храмот, Езра е важен во возобновувањето на храмската пракса и воопшто возобновувањето на духовниот живот на Израел. Сите овие пророштва кои Господ ги дава на Израел преку пророците, преку царевите, преку Мојсе и така натаму, има една точка каде што сето тоа е прекинато Вавилон. Робство во Вавилон е прекинато е се. Затоа што на некој начин прекинато прекинат е престолонаследникот, не вистински, затоа што има Давид наследник кој го наследува и така натаму, но нема веќе цар. Го нема, Давидовата лоза веќе не владее со Израел, толку. Не постои веќе. Има еден full stop, како да кажем, една точка ставено и Езра во овој момент, во овој дадено и некои други индивиди, но во овој момент Езра стои како еден мост помеѓу сите ветувања кои Господ ги дал во минатото, вклучувајќи и врвот на сите ветувања Месијата и она што допрва треба да дојде. Езра е тој мост. Еден од малкуте луѓе кој е тој мост кој го воспоставува Израел повторно, за да може преку тој ист Израел Господ да го донесе Месијата на земјата. Не знаеме во какви се проекти бил вклучен Езра, од тоа што го знаеме, го пишува во книгата на Езра и во книгата на Неемија, земајќи во предвид дека голем дел од пишаната еврејска традиција, тоест тоа што ние го викаме Стар Завет, била напишана и едитирана во Вавилон или за време на вавилонското робство и после тоа, тогаш можеме само да погодуваме, тоа не е тврдење, тоа е само погодување. Во што се бил ангажиран Езра? Ако бил експерт на законот, веројатноста е голема дека тој бил вклучен и во еден од тие проекти на собирање на сите тие стари документи, на сите тие устни преданија, на запишување, едитирање и така натаму. Доколку бил познат на секаде како експерт за Божиот закон, веројатноста е голема да бил важен дел од целиот тој процес на канонизација и препишување на текстовите, секако можеме само да погодуваме. Но голем дел од тоа се случува во Вавилон. Затоа што во Вавилон има огромна опасност да се изгуби она што е наследено од Господ.
Таму е воспоставен системот за синагоги, за поучување. За сите тие системи се воспоставени во тоа време. Колку бил важен Езра можеме да видиме од самата книга која го носи неговото име секако, но и тоа најмногу можеме да го забележиме по копиите од писмата кои царевите, асирските цареви, кои биле апсолутни владетели, нивните писма кои ги праќале на своите управители каде да ги праќале, до покрајините во кои ќе оди Езра со својата експедиција. Самите цареви праќаат писма преку Езра до сите своји владетели таму за каков третман треба да има Езра. И мислам дека ако ги читате ово, пошто знаете јас мислам дека едно од овие писма да се најде сега, да се ископа од некаде, тоа ќе биде неверојатно нешто, неверојатно откритие. Запишани се во Библијата и ги изимаме здраво за готово. Да видиме како се развил тој политички живот тогаш. Се започнува со прогласот на персискиот цар Кир. И ево го прогласот. Вели вака: во првата година на персискиот цар Кир, за да се исполни словото Господово искажано од устата на Еремија, го поттикна Господ духот на Кир. Кој го поттикна? Господ го поттикна царот Кир, персискиот цар, и тој заповеда да прогласат во целото царство, усно и писмено, вака вели Кир, царот персиски: Господ, Бог на небото, ми ги даде сите земни царства и ми заповеда да му изградам дом во Ерусалим, што е во Јудеја. Меѓу сите вас е од неговиот народ. Бог нека биде со него и нека оди во Ерусалим, кој е во Јудеја, да гради дом на Господ Бог Израелов. Тој е Бог кој е во Ерусалим. Замислете каков проглас дава персискиот цар. Сега во текот на тој проект, кога Неемија оди да го гради зидот, кога Езра оди таму да воспоставува храмска пракса, има турбуленции. Има секојаш турбуленции, има секојаш противници. Се појавуваат противници на целиот тој проект и започнува тоа што во денешно време ќе го кажеме дипломатска војна. Има серија писма кои се праќаат до царот и од царот назад, каде што противниците праќаат писмо, па царот вика: аха, тој народ стварно е лош народ, нема градење храм, и храмот престанува да се гради. Па после некое време доаѓа друга генерација која повторно праќа писмо до царот, кој царот вика: ама чекај, имало е дикт од претходниот цар кој кажува дека мора да се гради храмот, па продолжува. Има дипломатска војна која трае, и тоа трае некое време. Можеме многу да се поистоветиме како држава со оваа дипломатска војна која имаме ние во последниве 30 на години. Постојно има некои проблеми по патот на нашата политичка интеграција, што е да значи тоа, во кој да е држава, во кој да е унија. Нас ни се чини дека сето ова предолго трае, 30 години, да не можеш да се интегрираш некаде, да не можеш да отскокнеш некаде, да не можеш да направиш некој исчекор. И секој дека не е лесно. Но читајќи приказната за Израел во овој момент, некако се охрабрувам. Се охрабрувам самиот себе си. Од првото прогласување, ова што го прочитав сега, ова што сега го прочитав, до моментот кога Езра се појавува на сцена, кога се завршува проектот со храмот и воспоставувањето на храмската пракса, поминуваат 80 години. Отприлика 80 години поминуваат. Откако ова што го читаме тука, првиот проглас на царот Кир, до последниот момент кога се прославува празникот на обновувањето на храмската пракса, трае 80 години. 80 години. Ова е држ не дај, напред, назад, може, не може. Страшно. 538 година пред наша ера до 458 пред наша ера е долг и макотрпен процес на тргни и застани, на период помеѓу поддржувачи и противници, период на живот и смрт. Бидејќи во тој период се случува и случувањето од книгата Естира. Ако читате што се случува во книгата Естира, ќе видите дека има таму еден непријател на евреите кој се вика Хаман, кој сака сите да ги убие. Етничко чистење. Има проглас од царот, тој со неговиот прстен, и дозвола од царот да ги убие сите израелци кај да се наоѓаат во целото царство. Значи, тргнува убаво работава и го градиме храмот
Бог стварно погледна ово, Бог го потигна царот Кир, па имаме истребување на целиот народ, па на крај доаѓа Езра, праќање и конечната обнова на тој народ. Доаѓа времето на Езра. Цар Артаксеркс го праќа Езра со сите потребни политички и финансиски потреби да ја заврши мисијата за обновата на храмот и храмската пракса. Со Езра, царот праќа и писмо подпишано од него за мисијата на Езра да биде средена до самиот крај. Во овој последен едикт од царот Артаксеркс нема веќе никакви прашалници, нема нејасноти. Тука мисијата треба да се заврши до самиот крај. Каква е ситуацијата кога читаме Езра 7 глава? Читајќи Езра 7 глава ќе видите кои предиспозиции ги наследува Езра. Ќе видите кои, како да кажам, кои работи ги наследува Езра, кои му се дадени како ресурси. Прво, можеме да видиме еден неверојатен моментум од Бог. Како од царот, така од Езра, од израелскиот народ, од сите моменти се случува еден момент на еден поход на ајде тоа да го направиме сега. Има една волја од сите има неверојатна волја да се заврши тој проект. Самиот цар Артаксеркс наредува обнова на храмот. Всушност, царевите Кир, Дари и Артаксеркс, тие се трите спомнати цара, наредуваат и спонзорираат обнова на храмот. Во тие 80 години имале некои цареви кои не биле баш за, ама тие тројца биле за, уствари наредиле да се направи храмот. Царот Артаксеркс наредува Езра да оди да предводи изградбата на храмот. Царот наредува да се обезбеди неограничен буџет од царската ризница за целиот проект. Такво провидение ја немам добиено до сега од царската ризница, да кажа Живко, гради црква какво сакаш, себе е покриено. Ама колку сакаш, тоа е тоа. Тоа го има оствари Езра. Оди брат, прај што ќе ти текне. Од царската ризница. Царот наредува да се поканат луѓе да отидат со Езра и да бидат дел од тој проект. Царот жртвува многу, затоа што во неговите блиски соработници тој има израелци кои се луѓе од доверба, луѓе од моки, кои таму се заедно со него. Кога царот вика земи кој ти треба, тој е голема жртва, затоа што понекогаш во тие проекти ќе се приклучат луѓе кои се многу способни и царот може да изгуби многу способни луѓе. Во секој случај царот му вика сите кои сака да отидат, нека одидат без задршка. Царот наредува на сите покрајни во околината на Ерусалим да обезбедат се што е потребно за изградба на храмот. Царот вика вака: еве ви од царската ризница се што треба, ами им праќа документ на сите тие што се околу Ерусалим, се што им треба, вие да им даете. Значи ако им треба за жртви, ако им треба масло, животни, што и да треба, вие треба да го обезбедите тоа. Царот наредува на сите сатрапи надледници на регионот околу Ерусалим, свештениците, левитите и сите кои се задолжени за одржување на храмот, тие кои ќе работат всушност на тој проект, да не бидат одајночени, ниту обврзани за некаква задача и работа, да бидат слободни во нивното оперирање. Тоа не можам ни да ви опишам колку голем исклучок е тоа. Во тогашно време да се има луѓе кои се под твоја власт, поентата е да ги одданочиш и да им ја земеш работава. Тоа е поентава, да ги искористиш за работење. Царот вика сите тие кои ќе бидат вклучени во тој проект мора да бидат ослободени од апсолутно се. Царот дава наредба Езра да го примени законот Божи во целост, не само во контекст на славење и обожавање, туку и во контекстот на казнениот систем. Царот и тоа му го дава на Езра. Вика кој ќе отидеш таму, не само храмот и обожавањето, туку и според тој закон, кој треба се казни, кој треба се оправда, кој треба се награди, кој треба камшико, што и да треба, ти тоа најдобро го знаеш, пошто ти си експерт на законот, ти тоа има и да го примениш. И сите ќе те следат тебе. Вау! Езра ги има совршените услови да ја води оваа операција и му кажува на царот дека Бог ги води сите тие работи за да може да ја извршува задачата која му е дадена. А тоа е обновата на светилиштето на Бог. Езра му вика на царот: царе, убаво кажа да знаеш дека Бог кој за ти нареди да се изгради тој храм, Бог добро гледа на оние кои го слават, но лошо гледа на оние кои не го слават. И на некој начин Езра го потврдува тоа.
И тоа се повторува повеќе пати. Мислам дека во одредени моменти на Езра му треба малку сам да се охрабри себе си, дека Бог стои во таа мисија, бидејќи мора од време на време да се потсети дека тоа не е негов проект, дека тоа е Божи проект. Тоа не е негов проект. Божјата мисија е Божи проект. Тоа не е идеја на Езра, тоа не е идеја ни на царот. Писмото почнува со тоа што Бог го поттикнува срцето на царот да ја издаде таа наредба. Божјата црква е Божи проект и тој ја поттикнува таа мисија. Што е важно? Колку често само треба да се потсетам дека црквата која ја водам не е мој проект, туку Божи проект. Често пати сум под искушение дигитронот да е наместен на човечки пресметки, обично тоа го правам. Имаме човечки пресметки, има и Божи пресметки, ако не се знае, дигитронот има таа функција. Човечките пресметки обично се онака точни, реални, Божите пресметки се тотално нереални, ама се возможни. Тоа е важно. Според моите човечки пресметки, никогаш не испаѓаат како што треба, бидејќи целата операција според човечки пресметки нема никаква логика. Божјата мисија преку црквата има потреба од Божи ресурси и таквите ресурси не постои ниту едно човечко битие кој може да ги обезбеди. Единствено Бог може да ги обезбеди. Едноставно е. Божјата мисија бара Божи ресурси, ние сме само верни управители на она што Бог ни го доверил. Но ќе видиме со што се соочил Езра. Тој исто така на момент погледнал со човечките очи. На момент Езра, на момент само, и тоа може и да не се забележи во текстот. На момент Езра го вади човечкиот дигитрон и прави своји пресметки да види што како е работал. И е свесен што го очекува на таа мисија. Тој исто така бил во искушение да пресмета целата работа реално и да види кои се шансите за мисијата да биде успешна според човечките пресметки. И доаѓаме до денешниот текст. И јас викам да застане. Тоа што јас може да го видам во овој текст и што ме охрабрува многу, тоест често пати Бог така мене ме охрабрува со тоа што можам да ги видам човечките особини на Божите херои. Затоа што кога ќе видам човечките особини на Божите херои, се гледам себе си во нив, моите стравови, моите сомнежи, моите двоумења и сваќам дека окей, во добро друштво сум барем. Не е лошо. Ако Господ успеал сите тие луѓе да ги искористи, може и мене да ме искористи. Можеш да ги имаш сите духовни ресурси, мисиски предуслови и апсолутна поддршка околу тебе, но во одреден момент човечкото знае да те удри. Човечкото ќе те удри. Човечкото ќе се појави. Во контекстот на Езра се гледа дека тој помислил на она што би можело да се случи попат. Во ова кратко пишување што го има. Вика, застанавме кај реката Хава, прогласив пост и молитва. Вика, срам ми беше да барам од царот војска. Срам ми беше. Тој гледа потребата од војска. Зошто? Ќе ви кажам зошто. Тој размислил што ми можело да се случи попат. Тој не е сам. Тој оди со цела една експедиција. Има таму деца, има таму живот, има све живот. Тој во одреден момент погледнал со човечки очи и ги видел нормалните опасности. Со себе, како што кажав, носат големо количество и злато и богатство. Ако видите колку злато носат со себе таму, има запишено се колку тежи тоа. Сите тие ресурси кои царот ги обезбедува и ги праќа со нив. За било која банда, а тогаш ги имало многу, тоа е плен на животот. Значи, една банда да направи една таква мисија, ти го обезбедиле животот за следните неколку генерации. Не им треба ништо друго да прават. Такво нешто не се испушта. Баш као со сите тие писма што царот веќе ги испредил до сите покрајни, веројатноста е голема дека гласот за таа експедиција се расширил на секаде. И тогаш како и денес имало и корумпирани политичари. Може ли лесно да профитираат од тоа? Царот праќа потврди на секаде, доаѓа експедиција да се гради храмот, оно, обезбедени се толку и која ќе дојдат да им обезбедите и вие оно,
доаѓаат и така натаму, не знам дали пратил време кога ќе дојде Израел со неговата експедиција, но сите се во исчекување на таа експедиција, дека треба нешто да се гради. Предпоставуваат дека ќе има и големо количество на богатство кое е пратено со царот. За секоја банда тој е таргет. Не им треба ништо друго. И Езра тоа добро го знае. Тој помислува, Езра знае дека тој станува плен за грабливците по патот и се секира за тоа дека нема никаква војна придружба со себе. Малце се секира. Вакви предуслови кои ги добива Езра, не се сеќам некој да има поддршка и од царот, од населението, потврда од Бог, и доаѓаме на чудна ситуација. Доаѓаме до ситуација до која доаѓаме е следна. Царот верува, сега треба и Езра да верува дека ова е Божја операција. Пошто царот верува. Царот не да верува, оно ствари ги обезбедува сите услови кои му требаат на Езра, обезбедува богатство, обезбедува се што треба, заштита. Само треба Езра да верува дека тоа е оствари Божја операција. Дали се дошли до таква ситуација некојаш во животот? Тие луѓе кои понекогаш ги гледаат како аутсайдери на верата, понекогаш веруваат повеќе отколку тебе. Ти испаѓаш поголем скептик од оние кои немаат врска со црква. Не знам дали сте дошли до таква ситуација. Беше, мислам, ноември 2023 година. Една вечер додека ги ставав керките на спиење, си зборевме што како сакаме, зашто да се молиме пред спиење. И знам дека Дори и Хана во тој период зборевме многу, пошто живеевме во станот, вика, сакаме се преселиме во куќа. Јас викам, окей. Ај ќе се молиме за куќа, мислам друго ништо не ни остане. Јас нели духовно пристапувам. Викам, деца, е да се молиме, од кај да знаеме што Господ може да направи. Јас тоа го кажувам, а во срцето не скептик, јас според мој човечки пресметки знам кириите покачени, ние сме во стан, финансиска ситуација, куќа, мало сутра. Ама, пошто татко им е пастор, викам, кај се молиме да видиме што Господ има да направи. И се молиме тогаш. И јас реално се молам, а му глава си викам, од кај? Како? Мислам, нема никакви шанси ние се преселиме во куќа. Нема шанси. Не постои такво нешто. Ја не знам на кој начин ние би се преселиле во куќа. Пошто јас правам мои математики. Јас гледам кои се нашите ресурси. И се молиме таа вечер. Нормално мојата молитва е скептична молитва. Као мој таткото за синот кога се моли на Исус. Исус вика, ти веруваш ли дека можам јас да ви исцелам синот? Вика, верувам. И после 2 секунди, помогни му на моето неверие, не верувам, извини. Отпилика така бев и ја. Јас се молам. И 2024 година беше вака, хаос, зафатени на секаде, трчаме. Летото бевме за Америка 6 недели, многу време, додека се вративме, додека се свестам. Ние, за помалку од година дена, припремаме куќа во која ќе се вселиме, кој нашиот кум од Америка ни каже, слушај, куќата ми е празна, да молам, седете се таму, па ние дури се помисливме на това. И јас додека ми текне што се случува, 1 ноември, отприлика 12 месеци, од како се молевме, ние бевме во куќа. Ја не знам како тоа Господ го среди, не знам што се случи, не знам на кој начин се подредија работите, едноставно Господ направи чудо, после чудо, и ние се најдовме некако во куќа во Бардовци. И сега ние многу во. Отприлика како Езра, во еден момент, јас скептично погледав на реалноста, како ние би можеле тоа да го направиме. И отприлика Езра во еден момент така погледнал. Абе, со толку злато, со деца, без војска, и може да станеме страшен плен. Ама од друга страна му кажав на царот дека Бог е со нас. Што сега? Да му кажам, слушај, прати ми војска за секој случај, во никој случај. Царот верува, треба сега и јас да верувам. Децата верува и се молеа за куќа, требаше сега и јас да верувам и да се молам за куќа. Отприлика во таа ситуација бевме. Сте се нашли во таква состојба во животот? Царот да верува,
сите предуслови за одредена мисија да бидат како што треба, но вие да погледнете со човечки очи и да ве удри реализмот. Што правите кога ќе се најдете во состојба како Езра? Кој е следниот чекор? Што направи Езра кога се почувствува така како што се почувствува? Во текстот што го читавме, гледаме дека тој застана кај реката Ахава. Тој застана кај реката Ахава. Верувале или не? Тоа е првото нешто што мора да го направиме. Да застанеме. Езра не продолжи по патот, се додека не ги разреши сите тие сомнежи и мисли, нели? Абе, оди и нешто прави, нешто таму. Како што каже Трајче, за време на ковидот граде некоја апликација таму оно, огромен тим од цел свет прави некоја, не знам каква апликација, човекот беше многу изморен, вика ни кажа дека работата е толку комплицирана, тоа е како да правиме и да составуваме авион кој е во лет. Отприлика таква е мисијата. Тоа треба да го направиме. Составуваме авион кој е во лет. Отприлика понекогаш се пуштаме во таква ситуација. Имаме сомнежи, имаме страови, еден куп работи и не застануваме затоа што ако застанеме, губиме целиот идентитет, се плашиме што ќе се случи, како ќе не погледнат другите и идеме главом од зид, бегаме. Застанувањето пред реката Ахава е значаен момент на припрема. Добивањето на писмото од царот Артаксеркс, поддршката од еврејското население, финансиските припреми, политичките припреми, менталните припреми се многу важни, но застанувањето пред реката Ахава значи духовно припремање за задачата која е пред нив. Најважното припремање. Поважно тоа не постои. Бидејќи мисијата беше Божја, таа припрема всушност е најважна во целиот текст. Нема fake it until you make it, нема таков момент, нема таков модел на христијански живот. Во моменти на сомнеж, најлоша работа е да се продолжи, да се оди и наместо да бараме охрабрување и потврда од Бог, продолжуваме со човечки ресурси, на позитивно размислување, на позитивно да гледаме на работите, да се надеваме на некои наши човечки капацитети како ќе го задоволат тоа што треба да го задоволат. И наше убедување дека мисијата е топ, нема што да падне. Мора едноставно да продолжиме само. Во моменти на несигурност и страв, можеме да донесеме лоши одлуки, избрзани потези и реактивни чекори преку кои можеме да изгубиме Божјата траекторија. Знаете, правецот во кој одеше Езра беше Божјиот правец. Но динамиката на тоа одење мораше да биде исто така и Божја динамика на тоа одење. Правецот беше правилен. Тој одеше према Ерусалим. Но исто така чекорењето, динамиката и брзината со која тој одеше, и тоа мораше да биде правилно. Не смееше Езра да отиде пред Бог таму. Не смееше Езра да отиде после Бог таму. Тој мораше да чекори со Бог чекор по чекор. Во тој момент, иако можеби условите беа најповолни што може да постојат, Езра имаше потреба да застане. Да застане. И тоа не беше стоење кој беше пасивно стоење. Најчесто, за да продолжиме напред во Божјото провидение, значи да застанеме, наместо да бутаме со глава во зид. Застана и што направи следно? Нашето стоење не е пасивно стоење во место, во тој момент. Местото на застанување всушност станува суштински дел од тоа патешествие, бидејќи на тоа место ние се впуштаме во вистинската работа. Што прогласи Езра на тоа застанување? Тој прогласи пост и молитва за да се понизиме пред Господа. Како што кажав, стоењето не е пасивно стоење. Не е тапкање во место. Тоа е активно исчекување на тоа место на Божјото провидение. Бараме заштита, бараме покровителство од Бог за тоа што доправа ќе го правиме. Постот и молитвата се случуваат на место на изобилие и сигурност. Тоа е исто многу важно. Ќе повторам, постот и молитвата се случуваат на место на изобилие и сигурност. Постот не се случува тогаш кога сакаш да ослабнеш малце. Знаете, обично, на диета сум, нема да јадам до 5 сат, ќе прогласам за пост, затоа што ми одговара. Понекаш така правим.
Мислам, тоа е фигуративно кажано. Понекогаш така ги принаменуваме духовните практики, затоа што ни одговара нашиот распоред. Знаете. Во овој момент Езра се наоѓа на место на изобилие. Езра во овој момент не може да е побогат, не може да е повлијателен, не може да е понаеден, не може да има повеќе потпора, повеќе поддршка во животот, повеќе влијание. Тој е на место на неверојатно изобилие. Тогаш кога е на место на изобилие, тој прогласува пост и молитва. Читајќи во контекст ќе видиме колку злато имаат со себе, колку имот носат со себе, добиток, масло, жито и се што е потребно за тоа изобилие. Имаат и заштитата од царот. Во моменти на изобилие, наместо да продолжи со ентузијазам и просперитетни мисли, Езра бара од заедницата пост и молитва. Езра бара од целата заедница само контрола и го сртува погледот не кон богатството, не кон влијанието, не кон поволните услови, туку го сртува погледот кон Бог. Езра насочува целата заедница да погледне кон Бог, без разлика на целото изобилие и поддршка кои ги уживаат. Тогаш кога работите одат на добро, ние не стануваме помалку духовни, туку повеќе духовни. Тоа е принципот. Тогаш кога работите одат на добро, не стануваме помалку духовни, туку повеќе духовни. Обично стануваме повеќе духовни кога сме во опасност, кога сме во потреба, ама го забораваме Бог кога ни оди на добро. Езра не паѓа на тој тест. На Езра важна му е поддршката од царот, секако, важно е писмото што го носи со себе, но тој знае дека клучната поддршка е Бог. Без разлика на сите тие предуслови кои ги има, на целото богатство и изобилие кои ги поседува во тој момент, важната поддршка, важното покровителство не од царот Артаксеркс, туку од Бог Всемогниот. И затоа тој застанува во време на добро, во време на изобилие, во време кога е здрав, во време кога нема ниедна потреба, Езра застанува и тој станува уште подуховен. На крајот на краиштата, тие се во таа добра ситуација, не заради нивните заслуги, туку заради Божјата интервенција. И Езра тоа не го заборава. Наместо да седам и да мислам сега, да имав 1 милион евра, точно знам што би правил, ние треба да размислуваме на молитва и пост, кој ќе дојдат тие 1 милион евра, да слушнеме од Бог, што точно да правиме со тие ресурси. Повеќе ресурси, значи повеќе одговорност. Што можеме да заклучиме? Да се води и да се оди, дури според Божјата наредба, дури и со сите можни ресурси и со целата заштита која ти е достапна, повторно на крајот на денот, од мене и од тебе ќе се бара чекор на вера. Чекорот на вера никогаш не е исклучен од нашиот Отец Бог. Колку и ресурси да имаш, колку и да е добра работа, колку и да е успешно секој од тебе, на крајот на денот од тебе ќе се бара чекор на вера. Ништо повеќе, ништо помалку. Подобра ситуација значи повеќе духовност и повеќе зависност од Бог и неговото водство, а не обратно. Ако ни оди добро во животот, како што вели псалмистот, Господе, не ми давај премногу да не те заборавам, ама не ми давај премалку за да не те проколам. Не ми давај премногу за да не те заборавам. Мислам дека најголем дел од нас се мачиме со тоа. Не ми давај премногу за да не те заборавам. Ако нешто Езра може да не подлучи сега во овие моменти, кога сме во моменти на благосостојба, некаков мир, како ви да е тој мир? Кога сме во моменти на убав живот, на убаво друштво околу нас. Тој моментот кога ние треба да се свртиме кон Бог и да видиме што е тоа што Бог сака од нас. Подобра ситуација, како што кажа, значи повеќе духовност и повеќе зависност од Бог и неговото водство, а не обратно. Многу пати замислуваме тоа да го имав со мене, ќе бев подобар христијанин. Да ги имав овие услови, ќе бев подобар христијанин. Да ги имав овие ресурси, ќе можев повеќе да се дадам. Често пати размислуваме така. Или ќе кажем да бев во оваа животна ситуација,
ќе имав повеќе време за Бог. Секогаш условувано е тоа, да имав тие предуслови, ќе имав повеќе време за Бог. Ќе служев повеќе за Бог. Да беше подредена работава во црквата, така или онака, ќе служев повеќе. А така, не може да служам. Да ги имаш овие предуслови, ќе имав повеќе време за служење за Бог. Да беше ситуацијата во моето семејство малку поразлична, или да бе во малку поразлична сезона, ќе имав повеќе време за служење на Бог, повеќе време за молитва, повеќе време за читање и така натаму, и така натаму, и така натаму. Да беше тоа, да беше она, ќе имав повеќе за тоа и така натаму. Да беше ситуацијата совршена и да ги имаше сите ресурси на твоја страна, повторно ќе беше потребен од тебе чекор на вера и чекор на послушност кон Божиот повик. Езра не го заборави тоа. Езра постави еден вечен пример за како црквата се однесува кога има многу. Ние често пати сме сведоци на тоа дека ние сме секогаш тоа што викаме understaffed. Секогаш има премалку работници, секогаш треба ни фалат ресурси и така натаму и така натаму. Ја знам дека ќе дојде сезона кога можеби нема да фали толку. Може ќе има премногу работници. Може ќе има премногу ресурси, не знам, дај Боже да биде така. Што правиме тогаш? Дали во тие моменти црквата ќе каже, окей, ај сега да се свртиме навнатре, да видиме кој е планот, или ќе застанеме, ќе прогласиме пост и молитва и тоа ќе биде начинот на кој ние ќе оперираме во оваа црква. Не само како црква, како заедница и товарот да биде некој друг, организацијата некој друг, туку јас лично. Како јас лично се инволвирам во мисијата на нашиот Господ. Дали кога ми е добро во животот, на вистина застанувам и поминувам време со Бог. Дали кога ми е добро во животот, застанувам и помислам на сите тие луѓе кои се во оваа црква и се молам за нив. Дали застанувам во животот кога ми е убаво, кога се ми тече како што треба, застанувам малце да видам кој е во потреба. Да се стварно да застапувам за тие луѓе. Затоа што Езра знаеше дека окей, работа е да се возобнови храмот, но вистинската работа е молитвата. Посвети молитвата. Тоа е вистинската работа. Бидејќи на тој начин ние сме под Божјото покровителство, она што е најважно за нашиот живот. Како ќе постапиме ние како индивидуи и како црква. Во што Господ нас не повикува сега? Која е мисијата во која Господ тебе можеби те повикува веќе некое време? И можеби ги очекуваш и чекаш на тие совршени предуслови за да се впуштиш во таа мисија. Јас верувам дека ќе дојде момент Господ и ќе ти ги обезбеди сите совршени предуслови кои постојат, како на Езра. Но и тогаш, како и сега, ќе биде потребен од секој еден од нас чекор на вера. Чекор на вера, да го светиме нашиот поглед кон Бог и да служиме во таа Божја мисија. Бидејќи она што го вложуваме во Неговото царство. Кој знае што све друго Езра правил? Можеме да замислиме. Тоа што е запишано е да знаме дека преку него Господ го продолжил неговото провидение не само за израелскиот народ, туку за целиот свет, вклучувајќи на мене и тебе денес. На ист начин и да се посветиме во Божјата мисија. Секогаш доаѓаме до Христовиот принцип да бидеме верни во она малку кое ни е доверено пред да продолжиме напред кон големите успеси во животот и во мисијата. Амен.